Почитувани колеги пратеници, почитувани граѓани на Република Македонија. За вас, колеги, знаете дека постои една поговорка која што вели дека патот до пеколот е поплочен со добри намери. Ја поздравувам добрата намера на владата која што донесе еден предлог на закон, предлог на сет на мерки, кој што ние како политичка партија и пратеници ги прогласивме како недоволни, за жал, и сметаме дека оваа помош нема да достигне до сите категории на кои што им е потребна, за жал, и затоа сега јас би се обратила за оние категории за кои што сметам дека се заборавени во овој сет на мерки. Според она што го кажувате како воведен дел од овој закон, велите дека во услови на постојана здравствена, финансиска и енергетска криза, Министерството за труд и социјална политика предвидува пакет на антикризни мерки за помош на ранливи категории на граѓани во вид на финансиска подршка. Сега сакам да ве запрашам вас, колеги пратеници, дали во овие ранливи категории на граѓани не спаѓаат децата без родители и родителска грижа. Да, почитувани, ние имавме направено амандман во кој што околу 1000 деца без родители и родителска грижа требаше да бидат опфатени во овој пакет на антикризни мерки. Исто така, категоријата која што често знаете да ја зборувате кога сакате да се пофалите, но категоријата која што до ден денес не е регулирана се самохраните родители. Според мене, дискриминаторски е да се дава помош на самохрани родители или еднородителски семејства кои што имаат деца само до 7 годишна возраст. Што станува збор со останатите самохрани родители? Дали тие немаат потреба во оваа огромна криза која што треба да потсетам дека голем дел од оваа криза е поради неспособноста на оваа власт, ја осеќаат сите тие дечиња кои што дома нивните родители немаат по 50 денари да им дадат наутре кога одат на училиште. Да, почитувани, согласно вредноста на синдикалната минимална кошничка за месец октомври 2022 година, истата изнесува 51.514 денари. Кажете ми, почитувани колеги пратеници, кој самохран родител добива толкава плата? Ова е синдикална кошничка во која што, согласно која што треба да се подмират основните потреби на едно семејство. Јас верувам дека огромен број од самохраните родители не земаат минимална плата. А за овој мој податок ќе ви прочитам едни информации кои што ги добив од една граѓанска организација Една може, која што се занимава со правата на самохраните родители. Вие имавте еден таков пакет на мерки за ковид кризата и тогаш само 1175 самохрани родители добиле ваква финансиска поддршка, а додека огромен број поднесени приговори и пријави не биле прифатени, односно 3196 самохрани родители тогаш биле одбиени за оваа ваква мерка. Но знаете ли зошто? Ова е податокот на кој што треба да се подпираме. Најголем дел од одбиените се поклопуваат со веќе искористената финансиска поддршка заради тоа што биле активни баратели на работа или вработени со примања до 15.000 денари. Ако 3196 самохрани родители биле одбиени од првичната ваша мерка, дека истите биле активни баратели за работа, значи се невработени.
ако истите биле одбиени како вработени на примања до 15.000 денари, дали тоа не е загрозена категорија, според вас, колеги пратеници? Да го оставиме заменикот министер или министерката. Ние како пратеници треба да се залагаме за ранливите категории на граѓани. Зарем не помисливте дека и децата над 8 годишна возраст се деца? Дали не помисливте дека ова е дискриминирачки и понижувачки за самохраните родители и за децата без родители, да не зборувам? Дали не мисливте дека ние заеднички можеме да се согласиме дека на оваа категорија е повторно заборавена, изоставена? И сега наеднаш ќе велиме дека овој пакет на мерки е одличен, меѓутоа не за сите. Знаете, нецелосна правда е потешка од неправда. Многу луѓе живеат на работна сиромаштија, а вие не смеете да го заборавите тоа. Жалам што не бев присутна на амандманската расправа и што не можев да се борам за овој наш амандман, но еве, уште еднаш ќе речам. Треба да помислувате и на оваа категорија на граѓани кои што, немаат можност, можеби и да ви кажат во лице, меѓутоа, еве, мене ми пристапуваат вакви самохрани родители или еднородителски семејства секојдневно. И велат дека оваа влада ништо не направила, иако министерката Мила Царовска во далечната 2018 година ветила дека ќе го реши проблемот на самохраните родители. Суштината на овој проблем е што не постои ниту регистар на еднородителски семејства, на самохрани родители. Треба да го смениме и законот за семејство. Треба да го утврдиме оваа категорија на граѓани. А не во воведот на овој закон да кажувате дека со оваа мерка ќе бидат опфатени самохраните родители и да се фалите со оваа мерка, а понатаму во образложението на законот да велите дека само ќе припаѓа на родителите кои што имаат деца само до 7 годишна возраст. Ова според мене не само понижување, ова е дискриминирање и ова сметам дека од ова треба да се засрамите. Ако луѓето поднесуваат документи во истиот претходен пакет, кој што го имавте со помошти, знаете ли голем дел од овие родители зошто не можеа да поднесат документи? Затоа што не можеа да си платат за да ги извадат документите кои што ги бараше Министерството за да ги достават до нив. Не можеа да се извадат изводи за родени, не можеа да се извадат потврди за кои што се плаќаа 150 и 200 денари. Зарем ова не е ранлива категорија според вас? Нема да продолжувам за понатаму да зборам за тоа што според стапката на инфлација која што во моментот е енормна и голема, ниту една плата не може да биде доволно во едно семејство. Но дали помислувате дека некој треба сам да се грижи за семејството, да плаќа огрев, да плаќа храна, основни намирници за семејството дома? Дали овие дечиња не треба да купат обувки и палта за оваа зима? И на крајот, 4 месеци давате помош, а 6 месеци е кризата. Сметам дека оваа влада може да се откаже од многу неразумни трошења, може да се откаже од крадење, за кое што имаме видено дека го прави и дека можеше да им овозможи на сите самохрани родители да земат помош и тоа 6 месеци, не само 4 месеци. Пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата при разгледувањето на овој закон уште почеток рече дека ќе го прифатиме, заради тоа што се што е добро за граѓаните ние ќе го прифатиме. Меѓутоа тука сме да ги кажеме забелешките и да кажеме дека оваа категорија на граѓани, категоријата на граѓани на деца без родители и родителска грижа не се опфатени со оваа мерка и жалам што амандманот не беше прифатен. Исто така, имавме и други барања во амандманската расправа, имавме и други амандмани кои што за жал владеачката партија СДСМ и ДУИ, пратениците од СДСМ и ДУИ немаа храброст